Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено. И како што веќе напоменувам во последниот период, емисијата за Универзитетот отворено во овој период од годината е посветено на промоција на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во рамките на кампањата за запишување студенти во новата академска 2024-2025 година. Денеска тука го представуваме педагошкиот факултет во Битола, а наша гостинка е професор доктор Данче Сивакова-Нешковски, деканка на факултетот. Деканке, добре дојдовте во студиото на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Добар ден на сите. Ми представува особено чест и задоволство што веќе по не знам кој пат сме гости во вашето радио. Меѓутоа сепак станува збор за некои новини кои што се случуваат на нашиот педагошки факултет и добро е да се напоменат за да направиме една добра промоција за педагошкиот факултет со цел да привлечеме се повеќе број на студенти. Педагошкиот факултет во Битола, единица на Укло, една од најстарите единици на универзитетот. Битолчани веќе го препознават како факултет, меѓутоа се започна како школа за учители, ако не се лажам. Така, педагошкиот факултет е институција со богата и плодна историја, која ги продолжува традициите на таа прочуена учителска школа, како и подоцнежната педагошка академија. Дури во 1995 година условите дозволија ова институција да се развие и да во факултет за учители и воспитувачи за подоцна да прерасне во педагошки факултет. Денес педагошкиот факултет едуцира наставнички кадар компатибилен со светските стандарди, конкурентен на пазарот на трудот и е доволно способен да одговори на предизвиците на модерното време. Секако имплементираме курикулуми од различни проекти, следејќи ја програмата за образование на студентите кои што го имаат на ум моделот за доживотно учење, како идни граѓани одговорни за општеството и за развој на општество. Тука се произведува кадар кој што мора да го образува и да го воспитува под младокот, младите, децата. Се започнува, нели, со она што значи предшколско образование и се продолжува понатаму. На педагошкиот факултет студиските програми нудат обучување на студентите, односно студентите да се добијат со такви знања за да можат да го опфатат периодот од предучилишното воспитание, оделенската настава, меѓутоа и предметната настава, како и во средно образование. Имаме и некои новини од пред неколку години, така што продуцираме и кадар кој што е способен да работи во стручните служби, како социјални и рехабилитацијски педагози и секако доста актуелната информатика и техничко образование, бидејќи сме единствени во земјата кои што продуцираат таков кадар, тоа се добиваат звање професори по информатика и техничко образование. Ние сме единствени во оваа земја и пошироко. Оној кој што сака да работи со деца и да ги воспитува и да ги образува, секако дека треба да поседува одредени квалитети. Не секој може да се пофали дека е добар учител, добар воспитувач, добар педагог. Во последните неколку години студентите кои што ги запишуваме, односно матурантите кои што се запишуваат на нашите, се доста солидни студенти. Меѓутоа, од наша страна уште повеќе, значи ние вложуваме многу труд и напор за да на крајот продуцираме една комплетна личност на која што нормално ќе им ги довериме нашите деца. Знаете, без разлика, кога станува збор за своје дете, секој родител така си бара кај кој да го запишиме, како да го запишиме. Меѓутоа, се трудиме сите новини, тенденции во образованието да ги вклучуваме не само во нашите студиски програми, не само во структурата на студиските програми, туку и во наставата, во предавањата, во праксата, најповеќе,
бидејќи се разбира праксата представува една алка од севкупното високо образование, особено кога станува збор на педагошкиот факултет, а тоа веќе и задолжително не 30-дневна педагошка практика која што мора студентите уште од прва година на студии да ја реализираат. Да, тоа е една од работите кои што не се среќаваат на сите единици, на сите факултети, па и на сите универзитети. Уште од прва година се започнува со практична настава во средните и основните училишта, и тоа благодарение на соработката што имате. Тоа не значи дека нашите студенти уште од прва година предаваат, тоа значи дека во прва година најверојатно се запознаваат со работата на стручната служба, педагог, психолог, училишната клима, понатаму во втора година веќе работата на директорот, заменик директор, стручните служби повторно, додатна дополнителна настава. Трета година следат со тоа што ја следат веќе наставата и веќе тука почнуваат да се способуваат за препознавање на формите, методите, начините на усвојување на содржините од страна на учениците, за во четврта година веќе да се оспособени па да држат и целодневна настава. Секако не се препуштени сами на себе, со нив постојано се менторите, професорите, како од педагошкиот факултет, но и од училиштата. Со сите училишта имаме склучено меморандуми за соработка, со сите основни училишта, сите средни училишта во Битола, меѓутоа и поширока, бидејќи знаеме да пуштиме и некои студенти кои што се во Прилеп, во Охрид, за да им помогнеме во некој начин да не патуваат во нашиот град. Меѓутоа, голема благодарност до сите ментори вработени во сите основни и средни училишта во нашиот град. Предпоставувам дека и часовите кои подоцна ги држат, рековте веќе во четврта година се оспособени самите да одржат час, секако под надзор на наставниците во училиштата и секако, како што кажав, менторите од педагошкиот факултет, професорите. Но тие се и најубавите часови за учениците, можеби. Така. Студентите кога одат на пракса, секако се следени од страна на професорите од педагошки факултет, меѓутоа целокупната организација и подготовката за часовите кои што тие треба да ги реализираат, ја оставаме на наставниците ментори кои што се во училиштата, кои што нормално голема благодарност до нив, бидејќи сепак тоа е нивно поле на делување и сметаме дека тие ја имаат она пракса кој што и она искуство кој што знаат и можат да му го пренесат на нашите студенти. Секако во секој случај учениците се најрадосни во тој период. Студентите се трудат така и на другарска некоја основа да се приближат, меѓутоа е доста интересно. Видете, секој излегување надвор од стандардното, од секојдневното обкружување е интересно и за студентите и за учениците. Добро, тука ја покажуваат и својата креативност, и годините нели си го прават своето, тие како помлади, како студенти можеби знаат и на поинаков начин да им се приближат на децата. Точно, во секој случај, не само што сметаме дека се доста стручно подготвени, секако во праксата студентите се на некоја возраст која што е доста поактуелна за учениците и мислам дека годишната разлика е малку помала, па затоа сметаме дека и затоа можеби поинтересно му е така доаѓаат на некој нивно ниво, се спуштаат студентите на нивно ниво. Сметаме дека успешно ги реализираме така педагошките практики, особено во основните училишта, особено кога станува збор во предучилишната установа, меѓутоа и за основно образование од прво до петто одделение. Секојаш најрадосни се децата. И сега мораме да кажеме дека педагошкиот факултет се разликува од останатите и по друго нешто, кога се уписите на нови студенти, освен успехот на средношколците, нели се проценува и нивната психофизичка способност. Психофизичка подготовка, односно така, како теза психофизичка подготовка, тоа правиме некои лингвистички некои тестирања. Нормално, така, дали се психофизички здрави, подготвени така.
И мислам дека да, тоа се издвојуваме, не е нешто тоа страшно, значи не е нешто да се подготвуваат, меѓутоа сепак треба да, особено кога станува збор за предучилишно и основно образование, меѓутоа имаат и лингвистички подготовки кои што студентите кои што се запишуваат на студиските програми англиски јазик и книжевност и македонски јазик и книжевност, сепак да не се користат тие тестови за нивно предзнање, јазично предзнање, сметаме дека добро е да се направи една комуникација, една конверзација со нив, да се види некаков степен на нивно досегашно усвојување на, особено кога станува збор за странскиот јазик. Сето тоа во прилог на она што значи произведување или вадење на пазарот на трудот на вистина солидни, одлични кадри кои што ќе можат да се снајдат во реалниот свет, во реалниот живот. Педагошкиот факултет секогаш го следи тој тренд. Ако имаме кажано и претходно дека кога започна како факултет за учители и воспитувачи 95-та година, тогаш имавме само 2 студиски програми, одделенска настава и воспитувач, односно предучилишно образование. Меѓутоа, гледавме дека како факултет мора да се развиваме понатамо, така што во еден период од своето делување ги имавме студиските програми, тоа се двопредметни студиски програми кои што се однесуваа на македонски и странски јазик, односно македонски јазик и германски јазик, македонски и француски јазик и македонски и англиски јазик. Тогаш оспособувавме професори за работа во основно образование. Програмата не ни даваше за да можеме да ги ставаме во нормативот во средно образование, и таква беше таа програма. Меѓутоа, многу голем број од тие студенти веќе работат, предаваат англиски јазик или германски јазик уште кај деца од прво одделение, така беа оспособени и во основно образование. Меѓутоа, се јави една потреба за да го прошириме тоа делување, и така ги формиравме студиските програми, односно акредитација добивме за програмите кои што се однесуваат за македонски јазик и книжевност и англиски јазик и книжевност. За жал, ќе речам за жал, немаме кадар за да можеме доста посакуваната студиска програма за германски јазик и книжевност да ја возобновиме. Меѓутоа се надеваме на нени подобри времења и сметаме дека ќе успееме да добиеме одредени согласности за вработување на таков кадар, бидејќи, уште еднаш ќе повторам, таа е една од најактуелните студиски програми, бидејќи има дефицитарен кадар, и затоа сметаме дека најбрзо што може и мора нештото да го оствариме. Она што сега значат студиски програми и она што ќе им се нуди на младите, на средношколците кои што сега завршуваат, се матуранти за новата академска 2024-2025 година, се исто поголем број студиски програми, но за нив по музичката пауза. Почитувани слушатели, бидете заедно со нас на 90,8 да проследите и да дознаете повеќе. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така?
знаеш ли? Почитувани еве повторно назад во програмата на Универзитетското радио УКЛУ-ФМ Битола во емисијата за Универзитетот отворено. Подсетувам дека денешна наша гостинка е професор доктор Данче Сивакова-Нешковски, деканка на Педагошкиот факултет во Битола. Деканке, кажавме дека во овој дел од разговорот ќе проговориме малку за студиските програми кои што тука се нудат. Имате студиски програми за прв, за втори, за трет циклус студии, па ќе започнеме со она што е можеби најактуелно во овој период, запишувањето на студенти за прв циклус до дипломски студии. Педагошкиот факултет секогаш нуди современи програми кои се дизајнирани по примерот на студиските програми што се нудат на наставничките факултети кои што функционираат во рамките на високо рангирани универзитети и одговараат на барањата нормални потребите на општеството во кое што овој продуциран наставнички кадар ќе работи, ќе се развива. На факултетот нудиме студиски програми кои што се реализираат на сите три циклуси на образование, меѓутоа она што е актуелно за идните студенти, за идните брусоши, се студиските програми на прв циклус студии. Можеме да ги понудиме веќе познатите наставник за оделенска настава и воспитувач, меѓутоа нудиме и македонски јазик и книжевност, англиски јазик и книжевност, тоа се студиски програми кои што студентите добиваат иста диплома како што добиваат во Скопје. Така малку промоција да направим. Понатаму доста актуелна е социјална и рехабилитацијска педагогија и заедничка имаме студиска програма со Техничкиот факултет од Битола, тоа е студиската програма информатика и техничко образование. Ова се студиските програми за прв циклус, така, меѓутоа добро е студентите да се информираат дека нудиме и програми за втор циклус студија, тоа се наставник за оделенска настава и воспитувач. Во тие студиски програми се опфатени повеќе модули, како што се методика, соработка со семејството и заедницата, инклузивна практика доста актуелна, меѓутоа и доста актуелна е студиската програма за професионален развој и практика, односно тој модул кој што се наоѓа во рамките на овие две наставни програми, теорија на почување и интеркултурна практика. Понатаму следуваат студиските програми македонски јазик и книжевност и англиски јазик и книжевност. Студиската програма англиски јазик и книжевност ја нудиме и на англиски јазик, со тоа што дипломата која што ќе добијат на англиски јазик, тоа е English Language and Literature. Потоа нудиме студиска програма за менеджмент во образованието, тоа е доста актуелна и доста стара, една од првите кои што ги имавме така акредитирано на втор циклус студии, и секако образование на надарени и талентирани. Меѓутоа, од оваа година можеме да се пофалиме тоа што добивме и акредитација за студиска нова, значи најнова студиска програма социјална педагогија, со тоа што тука може да се запишуваат студенти кои што завршиле педагошки факултет без разлика на која насока студирале или која област се студирале, а особено актуелна за оние студенти кои што веќе неколку генерации имаат побарување за да се запишат на таа студиска програма, кои што имаат завршена социјална и рехабилитацијска педагогија. Сепак, знаете, младите сакаат и понатаму не само 4-годишното факултетско образование да го сакаат и да го продолжат, значи да втор циклус, меѓутоа доста е актуелноста и на студиските програми кои што ги нудиме и на трети циклус студии, особено привлекуваме странски студенти, а тоа ги нудиме доста популарната образовни науки, бидејќи е доста обемна и опфаќа повеќе области кои што може да се пронајдат сите, без разлика како факултет имаат завршено. Менеджмент во образованието, образование за надарени и талентирани и студиската програма која што се однесува за јазиците, тоа е настава по јазик.
Ги кажавте студиските програми за сите 3 циклуси студии на педагошкиот факултет во Битола. Ајде да се задржиме малку на оно што се нуди на прв циклус студии, веќе ги кажавте студиските програми тука. Кажавме и претходно во првиот дел од разговорот дека за сите студенти се започнува веднаш и со практична настава, посета на училишта, како основни, така и средни, но и од предшколско и за предшколско образование, тука се градинките, предпоставувам. Осем што соработуваме со училиштата, ние соработуваме и со Кочорацин центарот, особено ги пуштаме таму студентите кои што не студираат социјална и рехабилитацијска педагогија, меѓутоа им стручните служби ги користиме стручните служби од училиштето, особено голема благодарност до стручните служби на училиштето Ѓорги Сугарев. Значи таму тоа е врталиштето на нашите студенти и оттаму го црпат целото искуство кое што понатаму нормално го применуваат на најразлични начини. Со започнувањето со настава, веќе кажавме за започнува и со тој друг дел, но и она што значи редовна настава, за тоа мораме да пофалиме навистина добро способен кадар кој што знае своето знаење да го пренесе на студентите, на младите. Сега некој ќе речи можеби се бара повеќе, можеби студентите мораат и да се прилагодат повеќе и да седнат повеќе да учат, меѓутоа таква им е работата, она што подоцна ќе ја имат како професионалци во својата област, па мораат да бидат и подготвени своето знаење да научат тие да им го пренесат на помладите. Така. Студиските програми се дизајнирани на таков начин што не само стручните компетенции, значи оние педагоги, психологи што се теоретски, во нашата наставна практика обично голем акцент се става на методиките. Тоа значи на кој начин студентите да пренесуваат, значи како идни наставници на кој начин да им пренесат на децата. Јас многу често на моите први предавања велам вие ќе учите колку се 8+5 и се смеат студентите, знаат да речат знаеме ни 8+5 како се, ма сите знаеме колку се 8+5, меѓутоа како се 8+5, како се 13? На кој начин треба да дојдат учениците? Тоа се учи уште во прво одделение. И сега ќе се случи некој студент греши и ќе речам вие без собирање, земање, множење, делење нема да положите. Значи тоа ни се гледаме основните нешта кои што се битни како идни наставници, особено јас за мене е методика на математика, најбитна ми е нормално најбитен предмет во основни средни ми е математиката. И секогаш велам учите математика, другото ќе го научите, јазикот ќе го научите, сакам да кажам ќе научите да читате и да пишувате. Меѓутоа, тоа е мојот пристап. Секој методичар, особено професорите кои што се вклучени во практичната настава, гледаат на секој можен начин да им помогнат на студентите подобро, полесно да ги усвојат содржините кои што им се потребни, основите, меѓутоа понатаму да направат и одредена надградба. Затоа можеме да се пофалиме дека од педагошкиот факултет продуцира доста сега актуелни надарени студенти, бидејќи не само учителите и воспитувачите така ги делиме, туку и јазичарите, особено англиски јазик и книжевност, со професорката Силвана Нешковска, секоја година работат на одреден проект. Преведуваат книги. Оваа година преведоја дел од книжевниот опус на Ато Шопов, си се договараат, си преведуваат нормално под менторство на професорката Силвана Нешковска, меѓутоа и на крајот прават одредена промоција што се доста видливи во етерот на Битола, па и пошироко. И сега во овој дел од разговорот уште да кажеме дека на педагошкиот факултет освен студиските програми кои што ги кажавте за прв, втори, трет циклус студии, тука е и педагошката доквалификација, мораме и тоа да го споменеме. Така, педагошката квалификација, сите педагошки факултети во земјата имаат истата студиска програма, без разлика каде, значи таа е воедначена. Распишуваме конкурс 2 пати годишно, негде јануари и пред септември. Се запишуваат студенти кои што веќе имаат завршено факултети и кои што сакаат да работат во средни стручни училишта. Со тоа што опфаќаме неколку задолжителни и неколку изборни предмети,
односно 4 задолжителни, 2 изборни предмети, меѓутоа мора да напоменеме дека и одат 45 дена на пракса. Тоа е законски, мора да се однесува така како што треба, со тоа што добиваат уверение за положени испити и може да предаваат, значи веќе се способени да бидат професори во средни и основни училишта по некои стручни предмети. Зборуваме за факултети кои што ги завршиле предходно, значи без разлика. Завршиле, така, економски факултет завршиле, сакат да работат во економско училиште во пример во Битола или во Прилеп, значи од цел регион доаѓаат студенти, не само од Битола, сакат да работат во средно училиште, меѓутоа мора педагогија, психологија полагаат, методика полагаат, педагошка практика, таа 45 дена реализација и уште 2 изборни предмети. Некои предмети ги избират кои што сметат дека ќе им помогнат во подоцнежното нивно вработување и во нивната работа како наставници во средно, односно професори во средно образование. Рековте 2 пати годишно се распишува конкурсот за педагошка доквалификација, за тоа ќе зборуваме и во други прилики. Сега ќе направиме музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Почитувани бидете понатаму со нас на 90,8 со програмата на УКЛО ФМ Битола. Se уште ме гали твојот сонот глас, се уште ми фали тој допир што ми буди страст. Биеше во тебе врела шпанска крв, тие невинни усни, јас ги пробав прв. И кога и да слушнам ритам, тој мене ке ме подсети. И срцево ми игра твоја страст, што мо сети. Ова лето криво е, што не можам да заспијам, кога знам јас дека нема да те видам. Само тага ми остави едно седе со латино, да ми стопли душа штом го слушам. Јас по 100 пати како спомен ми остави ти едно седе со латино, да ми стопли душа штом го слушам. Јас те сонувам, од тогаш сум сам и се молам секој ден, барем еднаш да ми шепнеш Yo te quiero, mi amor. Бев роб на тоа тело што краде воздишки, од сон ме будат уште твоите страстни чекори. И кога и да слушнам ритам, тој мене ке ме подсети. И срцево ми игра твоја страст што осети. Ова лето криво е, што не можам да заспијам, тоа знам јас дека нема да те видам. Само тага ми остави и едно седе со латино, да ми стопли душа штом го слушам. Јас по 100 пати како спомен ми остави ти едно седе со латино, да ми стопли душа штом го слушам. Јас те сонувам. Да слушнам ритам, тој мене ке ме подсети. Срцево ми игра твоја страст што мо сети. Ова лето криво е, што не можам да заспијам, тога знам јас дека нема да те видам. Само тага ми остави и едно седе со латино, да ми стопли душа штом го слушам. Јас по 100 пати како спомен ми остави и едно
piacere so latino. Ora mi sopli duša što go slušam, jaz te sonuvam. И еве повторно назад, дека ќе сега во овој завршен дел од разговорот, јас би сакала малку повеќе да проговориме со она што значат активности на студентите од педагошкиот факултет во Битола, на вистина ги има многу. Едноставно во сите настани што ги организира Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, вашите студенти, мислам студенти од педагошкиот факултет се активно вклучени. Нема настан да помине без нив, што се вели. Така. Доста активни, доста вклучени. На најразлични работилници, во најразлични проекти, па и во Colors алијансата се клуче сега во делот на преведување, меѓутоа и доста активни се. Председателот на студентите ни е врвно дете, меѓутоа и сите околу него некако работат, сакаат да направат на вистина нешто. Не само во рамките на факултетот, туку и надвор од факултетот, вклучени се во најразлични активности, кога тие активности се по нивна иницијатива, кога по иницијатива на одредени професори, меѓутоа се доста активни. Што можеме да се пофалиме за студентите? Вклучени беа во еден проект кој што е заедно педагошкиот факултет во соработка со невладина организација Лојал Тетово. Вклучени беа студенти во таа програма за мултикултурно образование. Направи одредени тренинзи во Битола, одредени професори, односно професорките Јасминка Кочевска и Татјана Танасовска, меѓутоа понатаму продолжија. Има тренинзи во Охрид и продолжија на студиска посета во Виена. За оваа година планирале во Италија да одат, значи секој чест. Понатаму, особено кога станува збор за студентите од студиската програма англиски јазик и книжевност, нормално треба така да ги пофалиме. Направија литературно читање со наслов во книжевниот универзум на Ацо Шопов по повод 100 годишнината од раѓањето на нашиот голем македонски поетски великан Ацо Шопов. Да, и веќе кажавте дека работи на превод. Ја преведија книгата и си направија литературно читање, така. Па си се искористи да се направи еден друг настан, па да се направи промоција на таа книга. Тоа беше настанот заедно со промоција на Ротерак клубот Битола Широксокак. Има промоција на нивниот клуб, меѓутоа се покана и доктор Весна Шикловска за женското здравје и понатаму студентите си направија промоција баш на тие преводи на книгата која што излези во печат, се вика во книжевниот универзум на Ацо Шопов. Понатаму доста соработуваат со Европа Хаус Битола, вклучени се во најразлични работилници во најразлични училишта од основни и средни училишта. Ете во Млади хап организира работилница на тема самодоверба. Да не заборавиме, секоја година победници се на Укло Тривиум. Веќе велам нема смисла, знаете. Сакате да си земете. Прво место, второ место и сега и трето требаше да земеме, меѓутоа сепак не, секоја чест на професорката Билјана Граматковски, таа работи со нашите студенти. Бидејќи знаете дека сепак станува збор за факултет кој што образува наставен кадар. Уметноста на говорењето е се пред се, значи акцент од страна на ставен од страна на професорката Билјана Граматковски, работи таа со студентите и затоа добиваме и такви резултати, да кажеме. Да, меѓутоа мораме да кажеме дека професорката Граматковски работи со студентите од педагошкиот факултет, но и со сите останати. Со сите кои што се има обука, да, секоја година ја организира таа обука. Таа е за сите кои што се подготвени, односно кои што се пријавени на тој напревар, со сите работи подеднакво. Не дека ги протежира нашите студенти, меѓутоа, но сепак мораме да кажеме дека студенти од педагошкиот факултет можеби имаат и она природна дарба, талент, можеби затоа и се запишуваат на овој факултет. Да споменеме дека ваши студенти, но и професори исто така беа вклучени во проект за медиумска писменост. Да, вклучени беа повеќе студенти во тие работилници кои што произлегува содржини. Па и кај да ќе излези тој прирачник за медиумска писменост, односно како универзитетски прирачник ќе го извадиме, ќе го промовираме. Кога ќе дојде време ќе бидете благовремено известени за тоа.
Не само во тоа, значи во најразлични проекти се вклучени, особено кога станува збор и за прославата на денот на талентираните и надарените. Тука професорот Љупчо Кеберевски тој за тоа одговорен, меѓутоа во рамките на тие тркалезни маси учествуваат студентите. Понатаму заедно со Фулбрајтовец имаме на педагошки факултет Джекој Пол прават промоција на педагошкиот факултет во сите основни, средни и основни училишта се прави. Доаѓаат ученици, односно наставници особено од Климент Охридски, ни доаѓаат на гости, така знаат да кажат, па неколку часови ќе се одржи некаква активност од страна на нашите студенти, ги вклучуваме во тоа. Користиме се што може да се искористи да им помогнеме на нашите студенти, меѓутоа не само да ги вклучиме во активностите на факултетот, не само во активностите на одредени проекти од страна на професорите, меѓутоа се трудиме да им помогнеме и да ги поддржиме сите нивни иницијативи кои што произлегуваат. Доста се активни, ќе кажеме, забава сакале да правеле, нема проблем, тука сме ќе ви помогнеме, литературно читање, тука сме ќе ви помогнеме, меѓутоа во секој случај пред се сме тука за студентите. Сите овие работи ги кажуваме да им стане малку појасно или да ги информираме средношколците дека освен добро образование, тука има и доста воншколски активности кои што можат да ги практикуваат и секако тоа ќе им биде и забавно, можеби на некој начин да излезат малку од оние вообичаени рамки кои што ги има по факултетите. Па видите, последните неколку години секоја чест и на универзитетот во организацијата на сите активности кои што се преземаат и затоа се вклучуваат нашите студенти. Значи гледаме да бидеме во се вклучени, сакаме да учествуваме и мислиме дека сме така како позитивни личности во една позитивна средина и затоа може би доаѓаат студентите така, брилјантни студенти произлегуваат од педагошкиот факултет, дипломираат на педагошки факултет. Само да не заборавиме, уште да кажеме дека еве само за потсетување оние кои што не слушнале, од оваа 2024 година Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е член на Европската универзитетска алијанса Колорс, во која што исто така центарот на вниманието се студентите, она што тие го работат, она што тие го учат, и сега во оние воншколски активности, нели се издаде и студентскиот магазин Укло Колорс, и тука активно мораме да ги пофалиме студентите од педагошкиот факултет во Битола, кои се вклучија во преводите на текстовите, затоа што списанието е двојазично, македонско-англиски, и направија еден одличен производ, еве заеднички да ги пофалиме нив, но и останатите кои што беа вклучени во подготвувањето на магазинот околу техничката обработка, графичките решенија и така натаму. Уште еден плюс и уште една можност на идните студенти на педагошкиот факултет, каде што ќе можат да се вклучат и да ги покажат своите способности и таленти, еве да кажеме, па и креативност. Настанот во офицерски. Промоција на магазинот, и сега излегуваат учесниците кои што беа вклучени, односно студентите кои што беа вклучени во реализацијата во тој производ. Еден од педагошки, 20 од педагошки, 30 од педагошки, 4. Значи сите од педагошки факултет. Јас веќе почнувам да плачам. Леле, велам. Браво, секоја чест. Значи 4-5 студенти од педагошки факултет беа вклучени, заедно со професорката Силвана Нешковска и заедно со асистентката Марија. И Елена Шелевска, точно, лекторот. Беа вклучени во изработка, во подготовка, во превод, во, не знам, лекторирање. Само мислам дека техничката обработка нормално, така беа за студентки од технички или од ФИК, мислам дека. Меѓутоа, верувајте, цел настан педагошки факултет. Говореше професор, кој што беше професор на педагошки факултет, професор Александар Стеровски. Говореше студентски преводобранител, кој што е од педагошки факултет. Леле, велам, цел педагошки факултет. Тука, значи, така, да, има, обично се вели, без педагошки факултет, без вклученост на студентите од педагошки факултет, не може нешто да се реализира. Може би не е тоа така, меѓутоа, интересот од страна студентите од педагошки факултет е толку голем што сигурно и некој одбиле да не биде вклучен, меѓутоа исто како вклученоста на одредени студенти сега во Колорс алијансата, кој што бидејќи се вклучени и голем број на студенти и од првиот, вториот, трети циклус, се надеваме дека во понатамошни некои побарувања и во понатамошни некои активности ќе се вклучат и останатиот број кои што
ете не успеавме да го вклучиме. И обично знаете како повеќе од 4-та година па ќе заминат, ќе дипломираат, па сега следните 4-та година кои што доаѓаат, тие стануваат поактивни. Меѓутоа, во секој случај можеме да се пофалиме со студентите дека навистина така продуцираме доста добар кадар. Да, тој се покажува. Сега сосема за крај, деканке, кој ќе биде вашиот апел до младите, до средношколците, што ќе им кажете? Педагошкиот факултет нуди доста солидни студиски програми. Нема потреба да патувате во Скопје, бидејќи се добиваат истите дипломи. Доколку сакате да работите во образование, да работите во предучилишни установи, градинки, дневни центри, запишете се на студиската програма воспитувачи. Доколку сакате да работите со деца во деленска настава, запишете се на студиската програма наставник за деленска настава. Доколку сакате, така со законот сега кој што се донесе за користење на македонскиот јазик, сепак побарувањето за студенти, односно за професори по македонски јазик и книжевност ќе биде на едно повисоко ниво, особено ќе се бараат лектори така во одредени институции, така. Доста актуелна е таа програма би требало да биде, меѓутоа англиски јазик и книжевност е така светски јазик. Голем број на студенти не само што се вработуваат во основните и средните училишта како професори, голем број се вработени и во приватни центри за изучување на странски јазики, меѓутоа внимавајте, градот ни се развива со овие фирми кои што посредуваат со странски фирми, како што се Task Force и така натаму, па голем број од студентите уште недозавршени заминуваат да работат во такви фирми. Меѓутоа сепак јазикот му е она битната алатка која што сметаме дека понатаму ќе им треба во нивното развивање како индивидуи. Студиската програма за социјална и рехабилитацијска педагогија особено ја практикуваат оние кои што сакаат да работат како образовни асистенти со децата со попреченост во развојот, кои што се вклучени во образовниот процес, и нормално информатика и техничко образование со последните измени на наставната програма. Тој предмет стана како техничко образование и информатика и само ние уште еднаш ќе потенцирам го продуцираме тој кадар. Нема на друго место во нашата земја и сметам дека би имале предност во нивното вработување, бидејќи се тие за тоа задолжени. Ќе се соочите со кадар искусен, мотивирачки, кој користи најразлични средства и помагала при изучување на тие наставни содржини. Праксата е на доста високо ниво. Меѓутоа, не е само студирањето во учењето, студирањето и во дружењето и во другите активности кои што ќе ги имате на педагошки факултет, особено последните години со формирањето на тие студентски собранија, така факултетско студентско собрание и активноста, вклучувањето и во решавањето и во одлучувањето на развивањето на факултетот. Така знаете дека студентите учествуваат и во наставно-научните совети и во таканатските управи, меѓутоа секогаш ги поддржуваме нивните иницијативи, особено кога станува збор за нешто што е повидливо. Значи да го направат вистинскиот избор. Така, точно. Деканке и ќе го направат ако се запишат на нашиот факултет. Да. Јас ви благодарам што денеска бевте гостинка во програмата на Универзитетското радио УКЛУ ФМ Битола. Ќе ви посакам добро здравје, секако успешна нова академска 2024-2025 година. Младите нека размислат, нека го донесат вистинскиот избор, а за сето останато вие сте тука да им помогнете доколку го изберат педагошкиот факултет во Битола. Ви благодариме на поканата, секогаш сме отворени за учество во вакви емисии, не само јас како декан за промоција на педагошкиот факултет, туку и други професори кои што станува збор за некакви активности кои што педагошкиот факултет како така ги води. Ви благодарам уште еднаш и ми беше задоволство што учествував во оваа емисија. Od jug mi nosat mirisi samo tvojot međunim nikoga znaj go nema jednaš pak da go osjetam i na nas da se
тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш, а сакаш да те сакам. Ме полудуваш што одиш без се враќаш. Се плашиш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Да побегнам. И немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Бум 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 бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бумеранг, бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. УКЛО ФМ, Битола, јули 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ, Битола. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го УКЛО. И слушај УКЛО ФМ Битола 90,8 МГц.